Че видите, ако не вникне jedna pesna, ako ne se razvije čičok jen vrba, ako ne vrze brest, jedna vrdzulica tvrda, че видите, ако не ви се напучи во мозок jedna grba. Цветята са, те цъфтят в нашата планина Родопите, между Родопите и Пирин. И ние си втъкаваме цветовете в кръстилките. Звукът сме го взели от нашите баби и дядовци. Ами песните ги съм черпила от баба ми, от майка ми също пеехме. Сумерак. Со сърце сумерак. Ами ние нямаме име. Кременски съставче, едно кременско съставче, така си направим. Група от село Кремен. Групичка от село Кремен. Пиринска Македония, България. Там сме. Песната няма граници. Знам 1200 песни, а имам 200 запишени в радио, телевизия. Преко 100 участия. Що да кажем друго? Фатише бела боена, орото тажи бое за тебе, момите плачат бое по тебе, орото тажи бое по тебе, момите плачат бое за тебе. Там на тихата поляна, Фрунженскиот манастир, светва ден възкръсва и Яне, царот на Ирин Пирин. Светва ден възкръсва и Яне, царот на Ирин Пирин. Пирине, Пирине, запей наши наши. Сандански е загинал на Папашкала. В планината народа много обича да пее. Ние сме в Родопите, пеем родопски песни, обаче сме близко и до Пиринския край, до Македония, пеем и македонски песни.
Никога политиката не е влияла на обикновения човек. Нашето население винаги е обичало македонската песен. По-рано песните не се записваха, защото нямаше тази техника, която я има сега. Сега вече всичко е възможно, но картината винаги остава и ще остава. И ще остава. И песента, ако я пуснеш, ще я чуеш, но сликата, като я сложиш на стената, по всяко време можеш да я гледаш. В моите картини отразявам житието, битието на хората от моето село. Моето село се намира в полите на Западните Родопи. 4000 жители наброява, доста голямо село е. И няма ги вече хубавите тераси, хубавите балкони, хубавите чардаци, се казваха по-рано. И характерно, че момите, когато правяха седенки, през зимата излизаха на чердаците, най-напред пеят песни, за да чуят ергените, че се провежда някаква седенка и да отидат и те на седенката. Аз ги помня тези кардалъмени улици и ги присъздавам в картините. Ние зборуваме за единство, за да се шири Европа, да се включи там и Македония, да се включи и други държави, които са в Балканот, да може да има комуникация, които не ги пречат границите, пак културната комуникация и идентитетът, който ки се развие от страна на македонците, мислям, ότι ки направи то единство, културното единство на целият народ македонският, който ки живее или во Република, или во Егейски дел, или во Албания, или во Пирин. Мислиме, така трябва да се реши проблемата за обединуването. Не постои такво прашање от страна за нас, за
да се бориме против, да кажем, да се рушат, да правиме нови граници, да се рушат старите. Имаме дойдено тук да го видиме гробус за Гоче Делчев. Е наш човек, у нашите села, от Кукушка околия. И аз гледам тук за втора път и да го видам гробот. И други дойдоя от Егейска Македония, ще го пулят за първа път. Имам правено и да слика сега и да акладиме на нашето списание Лоза и да науча народът, що имаме и ние големи ерои, како Гоче Делчев от Кукуш, како Мисирков от Пела, Постол. Ние имаме пишено за Гоче Делчев и за Илиден и ки пишеме пак за Гоче Делчев. За нас е едно голем човек, за се полеше работите како можат да живат сите во Македонија, да можат да лафат шо јазик имат секој. Македонец да зборува македонски, грци да зборуваат грцки, такви. За една култура без граници. Па ми врати ти чупето, да ми пеалите, да службува твојта служба, да раздура душманите. Македоне, мили Боже, врати нија ти силата, да се крене фалангата, како зрак на јасно сонце, да обери проклетило, проклетило брат на брата, проклетило брат на брата, од родена до порода, да измире слогата, да растуре заклетлата. Македонија ся е света, зари ся да се расцвета. Македонија ся е света, зари ся да се расцвета. Се стемнува, мракот не завива, а ние, наместо да му ги отвориме прозорците на сонцето, ги бараме темелите на нашата пребојадисана куќа од невремињата. Фактички, тоа нам ни треба, на македонците воопшто, да ги отвориме прозорците кон сонцето, за да влези светлината, виделото, па да обстанеме како нација. А не да се занимаваме со, мислам, со она што ни го сторија безправедно невремињата. Да се биде и кога не ги се биде, бидејќи, ако земеме едноставно, секој човек што иди на овој живот, на овој век, мислам еден ден ќе си замине. Али со своето дело, со тоа што ќе го остави зад себе изградено, ќе остане присутен. Треба да видиме и кога не ќе видиме. Оти наш секогаш не била кројана судбината од други. И на некој начин самите си сме виновни за тоа. И не треба секогаш да дозволуваме што други да ни ја кројат судбината. Ние треба да видиме секогаш, така како што сме и сме биле дури и библиска земја. Тоа е факт дека во Библијата се една меѓу две-три земји кои се спомнуваат е Македонија. Бидејќи израснавме таму во таа средина, во Мала Преспа под Албанија и не знаевме ништо, така како што не знаевме, мислам, за Македонија, така како што не знаела ни и Македонија за нас. Тука е лошо, тоа е тешко, тоа е судбината наша, таа што реков и претходно, бидејќи ние кога стапнавме за прв пат пред 10 години тука во Македонија, дури
и луѓе од врни, од култура, па и од државата се чудеат дека ние сме постоеле таму македонци во тој дел на албански јазик. Пишува поезија, па пишува и проза на некои литературни весници кои кружеа тогаш во Албанија. Така да, кога веќе се создада можности, што се чувствува, мислам, на некој начин способен за да пишем на македонски јазик, па му се посветим на тоа и ете така успеав на некој начин. Да се пиши поезија, особено на таков план, мислам, со патриотски работи, дури понекогаш е тешко, дури и ти и ќе си создадеш проблеми, ама ете, тоа е што треба да се пише и така. Поезијата не треба да признава граници, исто како и верата. Така, во верата се вели дека не треба да признава граници. И поезијата на културен план не треба, мислам, како уметност, како да речем така, не треба да признава граници. Али проблемот е што, ете, на балкански простори да твориш, сакаш или не, ќе добриш такви точки кои на некои ќе му звучат поинаку. Волк јадење не барат на порачано. Волк пастарма не држит. И доста се. Сполави многу. Диалектот во Голобордо е посебен, најчист мајчин јазик во цела Македонија. Ако сакаш да научиш нешто за секојдневниот живот, за состојбата, за желбите, стремежите и соништата на македонците во Мала Преспа и низ цела Албанија, ако сакаш да научиш што и како ја сакат и се грижат за својата мајка Македонија во целина, земја и прочитаа стихотворбата "Пишам за тебе". Голобордо, твои се моите песми, твоја е мојата радост и жаль. Сорцето ми вика, пишувај за луѓето, за природата, за гората. Од Голобордо е мојата крв, за тоа Голобордо ме влече. Јас сум песна голобордска, Голобордо, твои се моите песни. И така е, Миранда е најновата и најубавата песна голобордска. И ја пожелуваме здравје и бериќет, што значит омбар полн со стихови. Како што слушнавте и самите, ова е еден крик од една прекрасна млада птица, ако можеме така да ја споредиме. И фактички така е, бидејќи тука не се зборува за една поетеса која може да се роди и се родени со стотици поетеси во некоја средина која му обезбедува уште од мали детски години услови за да созрее па да пишува на македонски мајчин јазик. Тука се зборува за поетеса, па и дури за поети кои се принудени да творат затоа што еве овие крајните години, како што самите знаете, демократска Албанија се отвори и сака неќе ќе попушти и во правец на развој на македонскиот литературен и културен јазик, во развој на македонштината и во Албанија. Затоа овој крик, овој повик кој и самата девојка го упатува првом кон себе си, па кон општеството, па дури и кон мајка му Македонија, треба така да се свати и од македонската култура тука во Република Македонија и на таков начин да му се овозможи што сите овие такви работи кои се случуваат таму каде живеат македонците, не само во Албанија, па и во другите делови на Македонија, да му се создадат услови да се развие македонштината, бидејќи само на таков начин можеме да обстанеме. Уште кога ние се раѓаме, мислам се раѓаме со мајчин јазик, македонски јазик. И
До прво отделение не знаеме воопшто да зборуваме албански јазик и го учиме како втор странски јазик. Кога почнавме во прво отделение, имавме многу маки, како што сега уште постојат во регионот на Голобордо. Прв пат имавме наставнички и учители. Зборувавме на македонски, дај ми го или пенкалцето или тетрадката, но тие не зборуваа. Иако македонци беа од исти регион, мислам од нашата област, Голобордо, не зборуваа немојте така или треба на албански и така натаму. Книгата е објавена и на писмото кирилското писмо и на латиница. За тоа пречка зашто во Голобордо се зборува македонскиот јазик, а не ни се дозволува да учиме и пишуваме. Исто така и во регионот горе само се зборува, а не ни се дозволува да учиме и пишуваме на македонски јазик. За разлика спрема албанците во Македонија правата се како дента со ноќта, мислам, во Албанија. Те гледам ни со ништа на Голобордо. Ги гледам твоите моми, остренски, джинеречки, врнички, тучевски, ербелски, којовечки. Ги гледам Голобордо, коловишките врутоци на Требишта. Ги гледам Голобордо, златат, црвенаат джинеречките цвеќиња. Ги гледам Голобордо, твоите 16 бисери еден до друг на нижа. Кои сме ние? Македонци чеда, потомци на Македона Бога. Каде одиме? Одиме да го дотасаме крајот на светот. Нашето село е далеко от пътища. Вероятно е да са запазени старомакедонски думи. Така започнах да събирам думи и съм събрал около 2000 думи. Един от моите дедовци е обесен 25-та година. Аз мога да ви го покажам на фото. Той е обесен от луѓето на Ванче Михайлов. Во нашата фамилия беше забрането да се зборува за Македонија и по македонски въпрос. Моята майка и моят татко не сакаат да, кога ние со моят брат бехме мали деца, не сакаат да се зборува за Македонија. Ама ни збор и никой не е зборувал. Това съм я в прво отделение. И аз съм бил, може би, 10 годишен, кога за пръв път чух збор от Македония. Потоа, когато да изгоните македонските учители, дойдоа български учители, ама от Кайдуна горе. Нали, луѓе като луѓе, нищо лошо не мога да речам за тия луѓе, но споря с учениците от по-горните отделения и аз дадох уши, заслушах се и тогава за пръв път съм чул дека постои. Я не знаех дали постои, но има Македония, има нещо, що е различно от България. Що вие знаете, во нашите училища първото нещо, ще учиме, това е аз съм българче, обичам нашите планини зелени, българин да се наричам, първа радост е за мен. И от един път човек чуе, че има нещо различно. И може би оттам има такъв подтик да се интересирам от тия проблеми. Имахме в Пиринска Македония баба Ванга, сите я знаете. Она можеше да каже нещо. И аз не смеям да прогнозирам, защо, как да ви кажа, проблемите са много сериозни, но верувам дека македонското чувство у много луѓе во Пиринска Македонија останува. Не бива да има заблуждение. Има много македонци, кои
сметаат себе си за бугари. Потоа има един много голем процент неутрални луѓе. А се смени нешто, а са си сменили позиция, националност и се. Но има много паметни македонци в Пиринска Македония, кои много здраво држат на македонската си припадност. Не може да има граници. Мора да речем и тоа што, например, овде тие дни, ние исто така видехме дека нема граници. Питно е тоа че, например, тие девојчиња и тие момчиња што пеа помаците кои беа, тие са на границата меѓу Македонија и по-скоро Тракија. И треба да ви, нали, веројатно сите вие видовте дека и това се чувства во самите песни, во самите песни. Во се се чувства. Колку бе сите луѓе весели, колку беше пријатно и треба да благодарим на организаторите на тие среди. Ние установихме контакт, јас од егејските македонци познавах само Павлос Оскополос и Песта. Сега се запознах со много други луѓе од егејските македонци, со македонците од Албанија установивме добри контакти и мислам дека ова е многу полезно. И уште повеќе мислам дека тоа е така директно во европскиот концепт за контакт меѓу луѓето. Верно е дека тука станува збор само за луѓе македонци од различните делови на Македонија. Јас мислам дека понатаму тоа ќе стане меѓу различните етноси на Балканскиот полуостров. И това може да донесе само добро. Надявам се, нищо лошо. Само добро.